Професорот од правниот факултет Гоце Наумовски, кој претходно беше советник на премиерот Христијан Мицкоски, денеска на собраниска седница беше избран за нов судија на Уставниот суд на Република Македонија. За неговиот избор гласаа 63 пратеници, 7 беа против, а воздржани немаше. Наумовски се најде на списокот на советници на владата, објавен во јануари минатата година, при што беше наведено дека го советувал премиерот за прашања од областа на правото. Тој е редовен професор на катедрата по римско право и предава повеќе предмети, меѓу кои римско право, право информатичка технологија, право на трговски марки и географски називи, патентно право, спортско право, реторика и интелектуална сопственост и правна реторика и аргументација. Наумовски доаѓа на местото на Јадранка Дабовиќ Анастасовска, која во декември поднесе оставка од функцијата судија на Уставниот суд, наведувајќи дека се повлекува поради здравствени и лични причини. Со овој избор се комплетира составот на судот, кој има клучна улога во оценувањето на уставноста и законитоста во државата. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека владата се откажува од набавката на нов владин авион по обвинувањата од СДСМ дека наместо за нов воздухоплов средствата треба да се насочат кон плати и инфраструктурни проекти. Ке се повлечеме од таа набавка и ке се молиме да останеме живи, доколку се урнеме некаде или доколку починеме, тогаш претпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и безпредметна, изјави Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања. Иницијативата за обезбедување средства за нов авион, како што претходно информираше директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски, произлегла од екипажот што го управува постојниот воздухоплов, поради честите дефекти и ограничениот капацитет на авионот. Премиерот посочи дека владиниот авион се уште е во исправна состојба, но дека прашањето било отворено поради безбедносни и логистички причини. Тој додаде дека на една од средбите со лидерот на СДСМ Венко Филипче било посочено дека темата не треба да биде предмет на политичка пресметка, имајќи предвид дека воздухопловот се користи за хуманитарни цели. Сепак по реакциите во јавноста, владата одлучи да се повлече од идејата за набавка на нов владин авион. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека инфлацијата во земјава е пониска од многу европски држави, речиси на исто ниво со земјите од регионот, додавајќи дека очекува годинава таа да се намали под 3% на годишно ниво. Кога ќе ја споредиме стапката, таа горе-долу е иста како во регионот, освен во соседна Србија, каде што е од 2,2 до 2,3% поради мерката за ограничување на цените на производите. Првиот момент кога ќе ја напушат таа мерка, тогаш сето тоа ќе се нивелира и ќе има пик, бидејќи ние тоа го видовме една година пред тие да ја имплементираат мерката. Затоа одлучивме да се бориме против инфлацијата преку други механизми, изјави Мицкоски. Тој посочи дека во дел од европските земји инфлацијата е значително повисока, наведувајќи ја Романија, каде што според него во јануари достигнала 9,8%, како и Турција, каде што е двоцифрена и над 30%, како примери ги спомена и Бугарија и Хрватска. Оваа година очекувам инфлацијата на годишно ниво кај нас да биде под 3%, односно во рамките на она што го проектираме, рече премиерот. Според него, владата ќе продолжи со мерки насочени кон стабилизирање на цените и зачувување на куповната моќ на граѓаните. Разговорите меѓу Русија, Украина и Соединетите Американски држави насочени кон ставање крај на војната завршија без конкретен пробив. Иако американскиот представник Стив Витков изразил оптимизам во врска со текот на разговорите, и главниот руски преговарач Владимир Медински и председателот на Украина Володимир Зеленски посочиле дека дискусиите биле тешки. Според украински дипломатски извор постигнат е одреден напредок во делот на воените прашања, вклучително и околу локацијата на фронтовската линија и механизмите за мониторинг на евентуален прекин на огнот. Сепак, договор за прашањето на територијата, што се смета за клучен предуслов за траен прекин на огнот, останува недостижен. Последниот директен состанок меѓу руската и украинската делегација се одржа во Абу Даби во јануари со посредство на Соединетите Американски држави. Резултираше со размена на затвореници по неколку месечен прекин. Меѓу клучните отворени прашања останува статусот на нуклеарната електрана Запорожје, која се наоѓа на фронтовската линија и е под руска контрола од март 2022 година. Украина инсистира на враќање на контролата, додека Зеленски предложил можност за заедничко управување со Соединетите Американски држави.
Предлог кој според аналитичарите тешко дека ќе биде прифатен од Москва. На средбата учествувале и официјални представници од Обединетото кралство, Франција, Германија и Италија, кои воделе одделни разговори со украинската делегација. Зеленски нагласил дека европското учество е неопходно за постигнување договор. Американскиот подпредседател J. D. Венс изјави дека во некои аспекти дипломатските разговори меѓу Соединетите Американски држави и Иран поминале добро, при што двете страни се согласиле да продолжат со нова средба. Председателот на САД се обидува да најде решение тука без разлика дали преку дипломатски опции или преку некоја друга опција, што значи дека иранците не можат да имаат нуклеарно оружје, изјави Венс во интервју за Fox News. Иран ги отфрла обвинувањата дека тајно се обидува да развие нуклеарно оружје и тврди дека има право да користи нуклеарна енергија исклучиво за мирољубиви цели. Изјавата на Венс доаѓа неколку часа по разговорите меѓу представници на Вашингтон и Техеран во Женева. Првата рунда разговори за намалување на тензиите се одржа претходно овој месец во Мускат, главниот град на Оман. Тензиите меѓу двете земји дополнително ескалираа откако председателот Доналд Трамп во јануари најави дека армада од американски воени бродови се движи кон Иран. Во изминатите недели американски воени пловила се стационирани во регионот, што дополнително ја засили неизвестноста околу идниот тек на односите меѓу Вашингтон и Техеран.